вечер од Вашингтон, ова е ТВ журналот на Гласот на Америка на македонски јазик Newsflash. Јас сум Лилица Китановска. Нови показатели денес дека европските и азиските пазари паднаа во длабока кредитна криза. Повеќе детали на самиот почеток. Пазарите на акции денес забележаа нагли губитоци заради стравувањето дека американската кредитна криза се шири и може наскоро да урне повеќе големи банки во Европа. Во Азија, јапонскиот индекс Nikkei падна на најниско ниво за 4-годишен период и хонконшкиот Hang Seng падна речиси 5%. Европските акции исто така паднаа со најголемите индекси во Британија, Франција и Германија, кои се лизнаа надолу за повеќе од 5% во еден момент на размената во денот. Водечкиот руски пазар на акции привремено го прекина тргувањето, откако намалувањето на вредноста достигна повеќе од 15%. Стравот во врска со целокупната економија исто така предизвика паѓање на цената на нафтата, достигнувајќи најниско ниво за последните 8 месеци на помалку од $90 за барел во текот на електронската размена во Њу Јорк. Американските федерални резерви денес објавија дека ќе бидат преземени дополнителни чекори во напор да се направи полесно давањето заеми за банките. Инвеститорите со недели се загрижени дека владината помош од $700 милиарди, што во петокот беше одобрена, нема да биде доволна за надминување на глобалната економска криза. А од другите вести, тројца европски научници се носители на годишната Нобелова награда за медицина за нивните откритија за разни вируси кои предизвикуваат сида и рак на матката. Нобеловата комисија во Стокхолм им оддаде признание на Франсоа Бари-Синоси и Лук Монтаньер од Франција за нивните откритија на почетокот од 1980-тите за вирусот ХИВ кој предизвикува сида, болест која го уништува имунолошкиот систем. Германскиот истражувач Хералд Зурхаусен беше награден за откривање на вирусот кој предизвикува рак на матка, втор најчест вид на рак кај жените. Хаусен ќе добие половина од близу $1,5 милиони, а останатиот дел од паричната награда ќе ја споделат Бари-Синоси и Лук Монтаньер. Американскиот демократски председателски кандидат Барак Обама го отфрли нападот врз неговата личност, истакнувајќи дека републиканскиот опонент се обидува да го оттргне вниманието на гласачите од финансиската криза на земјата. На соборот во Северна Каролина, Обама го обвини сенаторот од Аризона Џон Мекејн и неговиот персонал дека користат обвинување на лична сметка затоа што ја губат поврзаноста со реалноста, имаат недостиг од идеи и времето им одминува. Во саботата, републиканскиот подпредседателски кандидат Сара Пејлин лансираше нови обиди да го портретира Обама како неприфатлив за американските гласачи, обвинувајќи го дека бил пријателски настроен кон терористи. Пејлин, гувернер од Аљаска, незините обвинувања ги опиша во сторија во весник за врските на Обама со Вилјам Ајерс, во моментов универзитетски професор од сојузната држава Илиноис, но кој пред 40 години помогнал во формирањето на Velvet Underground, група која се противела на војната во Виетнам. Оваа група е презета одговорноста за напади врз згради на американската влада. Во 1990-та Обама и Ајерс заедно беа дел од проектот за училишта во Чикаго и дел од Добротворен борд. Значи, извадени се од земјата, исечени, исполирани, купени и продадени. Од рудниците во Јужна Африка, Бразил, Канада, Русија пристигнаа на црвениот тепих и во најлуксузните продавници. Соединетите американски држави се најголемиот пазар во светот за драгоцени камења, но сега со економијата која западна во тешкоти и целиот овој бизнис е под голем знак прашање. Следи и последниот дел од серијата за патот на драгоцените камења. Кога излегуваат звездите, излегуваат и драгоцените камења. Има ли подобро место за нивно покажување отколку на доделувањето на Оскарите? Целта е да се изгледа прекрасно и гламурозно. Но не се сите во собственост на оние што ги носат. Најчесто се позајмувани. Фирмата на Грег Квајт дава такви заеми. Холивуд е одлична сцена за покажување убави дизајни. Од тука цел свет може да ги види. Ова е семејна компанија, стара еден век. Денес продава $100 милиони вредни диаманти секоја година. Дел од причината е токму црвениот тепих, вели Грег Квајт.
Уште од времето на Ан Маргарет и Елизабет Тейлор. Дедо ми работел со нив. Од поново време имаме одлична сработка со Натали Портман, Хилари Свенк и Сиера Милер. Но диамантскиот гигант De Beers е заслужен за мотото «Диамантите се за секогаш», заради што станале атрактивни и за средната класа во многу држави. Портпаролот на фирмата, Том Твиди, вели дека диамантите биле символ и пред рекламата. It's easy to say, yes, this was invented by De Beers. Има корени во митологијата и античката историја. Диамантите биле символ на моќ уште во Стара Индија и преку патот на зачините дошло во Европа. Дали скапоцениот накит некогаш ќе излезе од мода? Oh no, never. I hope not. I hope all people will always want shiny, pretty things. It's what makes me smile. Никогаш. Се надевам дека нема, вели Дела Тинсли, дизајнер на накит. Го гледавте News Flash на Гласот на Америка на македонски јазик, а јас сум Лилица Китановска. До гледање.